След година и пол еве преговарање, сметате дека не треба да интервенирате како влада на некој начин, туку цело време ги оставате да се договорат работодавачите и синдикатите. Гледаме дека владите во регионот интервенираат на некој начин за да пораснат платите таму. Зошто година и пол сметате дека не треба веќе да интервенирате како влада? Напротив, и на ова прашање можам да кажам дека владата цело време интервенира во подобрување на животниот стандард и платите на граѓаните во Република Македонија, а тоа единствено може да се постигне со подобрување на општата економија и економска состојба во државата. Гледаме дека имавме година на стабилизација од една катастрофална економска состојба во претходниот период. Успеавме да стабилизираме и веќе имаме параметри кои одат во нагорна линија. Тоа значи подобрување на економијата. Индиректно со подобрување на економијата, тоа ќе значи изголемување на сите плати, вклучувајќи ги минималната плата по она формула која е предвидена. Меѓутоа, повторно да кажам дека ние сме отворени. Ние кажавме на сите економско-социјални совети, тоа го кажува и премиерот и министерот, ние како ресорно министерство од ова година за труд и во чија надлежност и законот за минимална плата, дека она што ќе договорат ние се ќе направиме како влада, да го испочитуваме и секако не е интересот помал од синдикатите и од работодавачите да има повисока минимална плата. Тоа би била одлична политика да се зголеми минималната плата на сите граѓани во Македонија. Пред се тоа би биле добри политички поени на владата, меѓутоа сето тоа да биде не на политиканство, не на политика, не на адхок решение и од денес за утре како што било, кои би направиле големи потреси во економијата, него да биде во однос на едни стабилни економски параметри кои ќе дадат една добра предвидливост во економијата на Македонија за наредниот период и кажав дека